Сочна и сладка каква што е, во своето дело Одисеја, Хомер ја нарекува крушата дар од боговите. Илјадници години подоцна, многумина ќе се сложат со него. Крушата е една од омилените овошја низ целиот свет, а никако не изостанува и од македонската кујна. Значи свежо јадење, вака директно јадење. А компоти? Не. Само вака јадење, као свежа намирница. Па јадеме ги свежи повеќе. Па може и компот да се прави од крушите. Како се прави компот од круши? Компот од круши ќе ги измиеш, ќе ги сечеш на парченца, ќе ставиш шекер и утегли се стават и се превријат после теглите. Речиси во текот на целата година можете да си ја засладувате душата со круша, а во овој период сортата кантарка ви е достапна на градскиот пазар. Ова е сега есенската кантарка. Сортата кантарка е многу сочна. Ова едноставно овошје е многу популарно, особено во северната хемисфера, поради уникатните хранливи својства. Содржи витамин B2, витамин С, К, витамин Е и од минерали изобилува со манган, магнезиум и бакар. Во Стара Грција, крушите се користеле како лек против повраќање. Доколку ги конзумирате, вие го зајакнувате вашиот кардиоваскуларен систем. Вистински благодет се за дигестивниот трак. Можете да се борите со нив против вишокот на килограми, а им давате и виталност на вашите зглобови. Првите круши се плод на почвата на Азија и Европа, а денес во светот се одгледуваат преку 3000 видови на круши. Во Кина, крушата се смета за символ на бесмртноста. Уништувањето на дрвото на крушата во Кина символизира трагична предвремена смрт.